одлично се има прилагодено кон овој изборен закон со затворени листи, партиите, затоа што практично како што тој закон кажува дека мора лидерот на партијата да го достави, да го завери, да го достави избирачкиот список до ДИК, така и во партијата статут кажува дека лидерот на партијата треба сам да реши за распоредот на како се рангирањето на изборната листа. И тоа нив им одговара супер, значи тоа е заробена држава по дефиниција. Сега прашањето е дали со отворените листи ќе имаат некаква обврска законска или било каква да ги сменат статутите. Не. Токму така. Значи тие немаат никаква законска обврска. Меѓутоа обврската е логична и практично тие ќе мора да ги променат своите изборни статути и да ги прилагодат на отворените листи, затоа што еве да кажеме тие не го промениле статутот. Токму така. И останува најлојалните, најверните луѓе си ги стават на изборна листа. Еве да речеме во една изборна единица 20 луѓе си ги ставаат, најверни. Така. Што се случува? Ако граѓаните ние не ги сакаме тие луѓе, не ги цениме и не ги почитуваме, внимавајте на тие два збора. Многу е битно кого ние граѓаните го почитуваме и во кого имаме доверба. Во какви луѓе, во кои луѓе.